Почитувани, добар ден. Време е да започнеме со црвена линија. Градежната експанзија во Скопје и другите градови е постојано присутна. Но колку од овие проекти ги почитуваат прописите и законите? Неодамнешниот инцидент, каде што падот на лим од градежен објект повреди 64 годишен велосипедист, повторно ја отвара дискусијата за безбедноста на градилиштата, контролата на властите и одговорноста на инвеститорите. Се гради брзо, но дали и безбедно? Дали економските интереси се над законите? Од Скопје до Битола, од Тетово до Штип, кранови, бетон, нови стамбени деловни згради се појавуваат со невидена брзина. Но растат и сомнежите. Дали се почитуваат прописите, стандардите и безбедносните правила? Последен пример е вчерашниот инцидент во центарот на Скопје, но кој гарантира дека вакво нешто нема да се случи утре во Гостивар, Струмица, Охрид и така натаму? Има ли доволно инспекцијска контрола? Кој ќе одговара кога безбедноста се загрозува? Јавниот интерес и безбедноста на граѓаните мора да бидат пред профитот. Градењето треба да се одвива со почитување на стандардите кои ја штитат и урбаната структура и животот на граѓаните, а институциите да покажат дека прописи важат за сите. Неправилно поставените заштитни огради и недоволните безбедносни мерки на и околу градилиштата покажуваат дека многу фирми свесно ги занемаруваат стандардите за безбедност со цел да заштедат, што значително го зголемува ризикот за работниците и случајните минувачи. Потребна е едукација на градежните фирми за значењето на строго придржување до нормативите и кои се последиците од прекршувањата. Темата денеска во црвена линија е: градежна експанзија продолжува, се гради, но дали се почитуваат прописите и законите? Тоа е оно што денес ве прашуваме. Секако активно учествува во црвена линија подразбира вртење на нашиот веќе добро познат број 023070005. Но кога сме веќе кај прашањата и да ве потсетам, ќе ни биде особено задоволство да земете активно учество и во денешната анкета. Тоа значи дека ако не следите на Инстаграм, време е да го сторите тоа. Доволно е да го заследите профилот на црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Веднаш да кликнете на Инстаграм стори и да дадете одговор на денешното прашање. Еве како изгледаме таму на социјалниот медиум Инстаграм. Дали може да им покажеме на гледачите? Анкетата за денес е: дали во вашиот град инспекциите доволно ја контролираат безбедноста на градилиштата? Има две опции за одговор: да, не. Најверојатно во моментот не може од технички аспект да ви покажеме, но кога ќе биде тоа возможно, секако ќе го сториме. Но секако не заборавајте, доволно е да не заследите, ќе повторам, на Инстаграм, црвена линија, профилот е тоа што ви треба, и секако да кликнете на Инстаграм стори. Еве како изгледа тоа таму, и доволно е да дадете одговор, учество во анкетата со кликање на полето кое што го содржи вашиот одговор. Тоа може да биде да или не. Црвена линија ќе сумира, ќе пресмета во проценти и ќе ги објавиме резултатите, се разбира, кон крајот на ова денешно издание на црвена линија. А време е да започнеме со вас. Покрај тоа што ве прашуваме, градежна инспекција, експанзија продолжува, се гради, но дали се почитуваат според вас прописите и законите? Добре дојдени сте сите вие секако како граѓани, тоа постојано и го велам за секој едно издание на црвена линија, да пренесете искуства, секако да бидете активни и еве со гледачите и со јавноста да споделите дали сметате и дали забележувате од таму каде што се јавувате дека се почитуваат прописите и законите кога зборуваме за градежната дејност. Ајде сега да видиме кого имаме прв во ова денешно издание на црвена линија. Ќе потсетам исто така многу важно од технички аспект по вртењето на телефонскиот број 023070005. Не заборавајте да го намалите тонот на ТВ приемникот. Затоа што ако не го сторите тоа, а тоа се случува, и вчера имавме такви примери, многу лесно ќе поминат оние секунди кои што се предвидени за ваше излагање, тоа се 90 секунди за едно јавување. Ќе имате чувство дека можеби некој друг зборува наместо вас, дека не ве вклучиле од режија, а ние секако веќе
и те како ве слушаме и сте во програма. Затоа ве молам, почитувајте го тоа единствено техничко правило. Па да видиме дали сте подготвени, споделувајте со јавноста и секако дајте одговор на денешното прашање. Факт е дека градежна експанзија продолжува на секаде низ територијата на нашата земја, но дали според вас се почитуваат прописите и законите кога станува збор за градежната дејност, особено за безбедност. Добар ден. Добар ден. Господин Роме, вие сте? Јас сум. Да, дали многу има градежна експанзија во Биџево? Има, не само во Биџево, не Биџево си село, ама во Струга. А, во Струга, добро. Рами Смерко, каде што сака таму презгради. И сега тој од земјоделски техничар се направи доктор на науки. Да се навратиме на тоа што забележувате вие, дали се почитуваат прописите и законите? Не се почитуваат. Пример во Струга. Слушајте, во Струга женска плажа имаше. И таму женски одеа потето, зашто поплитко беше. Е сега таму имат кафани. До близу Калишта едно село, го знаеш. Добро. А Охрид е град на УНЕСКО. И таму покрај езеро правят згради и кафани. А тоа не сме да се прави, затоа што е тоа заштитено од УНЕСКО. И Охрид е почитуван град. Јас учев таму учителска и сестра ми покојна беше мажена таму во Охрид. И ја го знам се тоа. И со Паска Кузман, археологон, заедно учев на учителска. И таму имат градби што не треба да градат. Зашто треба да се гради, тука е пливалиште, првите пливачки Атина и Дики Бојажи, брати и сестрове. Тие излегува од изерото. Господин Роме, благодарам. Со вас и започнуваме со ова денешно издание на Црвена линија. Продолжете да не гледате, а секако и ве охрабруваме и секако ве каниме во оваа денешна дискусија. Споделувајте ги вашите искуства, она на што сте вие сведоци, дали ве сметате дека иако градежната експанзија продолжува, тоа е факт, но дали се почитуваат правилата, прописите и особено дали се внимава на безбедноста и на оние кои што работат на објектот, а и на минувачите. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Дали се слушаме Црвена линија? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали ме слушате? Ало? Во програма сте, ве слушаме, повелете. Да, ве слушам. Добро, дали е намален тонот на телевизорот? Вака, се уште ве имам на линија, значи ве ќе замолам од режија повторно да ве земат на слушалката, да ви посочат да го намалите тонот на ТВ приемникот. Ние ве слушаме, но очигледно вие нас не. Дали е во ред, дали сега имаме гледачката како што треба? Добар ден. Еве, јас дадов малку време, но најверојатно тоа е тоа. Ако гледачката ме слуша во моментот преку својот ТВ приемник, јас ве замолувам, сите вас, особено вие кои што за прв пат ќе се вклучите во Црвена линија, по вртењето на бројот 02-307-0005, веднаш на 0 тонот на ТВ приемникот. Намалете го целосно, јас и вие да зборуваме телефонски. И тогаш се ќе биде во ред и секако веднаш ќе можете да продолжите со вашите ставови и секако одговори на нашето прашање. А Црвена линија денес прашува за вас кои што подоцна се вклучивте. Факт е дека градежната експанзија продолжува во нашата земја, но дали според вас и покрај тоа што многу се гради, се почитуваат прописите и правилата, особено околу безбедноста, како и на оние кои што работат, но и на оние кои што минуваат покрај градежните зони. Добар ден. Дали се слушаме? Имаме чувство дека имаме некој на линија, ја не знам што се случува, но еве ќе се обидам уште еднаш. Добар ден. Ало, добар ден.
Во црвена линија сте, повелете. Во црвена линија ли сте? Да, ве слушаме, повелете. Се јавува граѓанин од Југоисточна Македонија. Добро. Имаме еден проблем тука, не јас само, целата улица. Комшијата граде, до градува нешто праве, што праве. Наутро од 5 саат почнуваат градежните работи. Дали е тоа исправно од 5 саат да се почне да се работи? Добро, дали еве како станари сте пријавиле на надлежните? Има ли реакција? Не сме пријавили ние ништо. Јас само питам дали е законски од 5 саат наутро целата улица да биде разбудена. Ајде, во однос на тоа, според вас тоа е една работа која што ја споделивте со гледачите. Сметате ли дека доволно се почитуваат прописите и правилата, особено околу безбедноста, околу градежните објекти? Па не се почитуваат, тоа е јасно, ама оваа законите не се почитуваат. Не знам законот дали предвидува во 5 саат наутро да се буде цела улица. Добро, а дали во вашиот град инспекциите доволно ја контролираат безбедноста на градилиштата? Нигде не сум приметил инспекција на градилиштата да биде. Така, благодарам за одговорите и благодарам за споделеното. Продолжуваме со вас и секако едно подсетување. Можете активно учество да земете секако во црвена линија и преку социјалните медиуми. Значи, доволно е да не заследите на Facebook профилот е Црвена линија. Ќе подсетам секако паралелно и профилот на Телма телевизија со оглед на тоа што ние нашите теми ги објавуваме секојдневно и на двата профила. А еве како изгледаме на Црвена линија и очекуваме секако и понатаму да бидете активни тука со пишување коментари, споделување. Коментарите секако ќе ги читаме во рамки на ова денешно издание. Црвена линија прашува: Македонија се гради, но дали се почитуваат прописите и законите? Пристигнати си првите коментари, продолжете, пишувајте, секако споделувајте со нас, особено искуство и она што како граѓани секојдневно го забележувате, особено кога зборуваме за градежните зони, дали се доволно и правилно заштитени, се со цел да се обезбеди и безбедноста на оние кои што работат на објектите, но и на оние кои што минуваат покрај нив. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте, повелете. Ви благодарам. На телефон Лиле. Голем поздрав до вас, господја Лиле. Благодарам, иначе сум јас дипломиран инженер-архитект во пензија. Добро. И сакам да ви кажам дека се што се гради, буквално се што се гради не е безбедно. Градат работници собрани од било каде. Градат правници градат, електроинженери и не знам кој се живо и диво гради. Не може тоа. Технички нешто што можеше да се направи. Во технички прием, кога нешто се гради и ќе се изгради, 30-40 луѓе од сите бранши доаѓа и проверува од врата, од штекер, од вода, тече, не тече. Буквално не знам се што може да се прави, да се провери, а дури тогаш да се даде одобрение дека тој објект може да се даде во употреба. Ова сега што се прави е невиден хаос. Градат сите, што сакаат прават. Никој не мисли. Таш му е гајле. Он гледа да зема пари, а тие што ќе го купа становите, неки ми е Господ на помеш. На вистина е хаос по градежништвото. Треба да се воведе некој ред, иначе тешко на луѓето што ќе живеат во тие станови. Благодарам многу, господја Лиле. Драго ми е што вие од свој професионален аспект, како долгогодишен дипломиран инженер архитект, ве споделивте со гледачите во однос на нашето прашање. Тоа е факт е дека има огромна градежна експанзија во нашата земја, но дали доволно се почитуваат правилата и прописите. Слушате досега што споделија гледачите кои што се вклучија во Црвена линија. Продолжете и понатаму, секако сакаме од вас да слушнеме и искуство и она на што сте сведоци, бидејќи сте и граѓани, јас секојдневно верувам,
голем дел од вас и минуваат и забележуваат еве дали се запазуваат прописите, особено околу безбедноста на минувачите, но и безбедноста на оние кои што работат на објектите. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Дали се гради безбедно во Македонија и каде што ќе се стигне се гради? Пример во Госивар се гради на сите страни. Ако е дозволата од републичкиот за 6 катница, тие градат уште 2+. Затоа не може да добијат имотен лист и после време, некое време добиваат имотен лист. Се гради небезбедно. Нема, што рече предходната гледачка, нема контрола, нема надзор, нема ништо. Во оваа држава нема ништо. На вашиот медиум 5 години доктор во Струга седел дома и земал плата. Тоа врши некој контрола или така? Во Македонија ништо. Ова држава ќе снема за кратко време. Ајде, според вас, зошто нема доволно контроли? На што се должи тоа? Зошто Нема тоа? контроли, зашто тоа е све корумпирано, подмитено. Сите инспектори во Госивар одат како санитарни, така пазаришни, се лигават и пијат келепур тамо и јадат. Поздрав. Поздрав. Благодарам за вашето учество и за споделеното, се разбира, во црвена линија. Продолжете да не гледате и останатите секако продолжете и бидете активни. Подсетувам и на Facebook, пишувате коментари и земете учество во денешната анкета. А ова прашање ќе го поставиме и до гледачите кои што ќе се вклучат во живо, а тоа е дали во вашиот град инспекциите доволно ја контролираат безбедноста на градилиштата. Добар ден. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво, во црвена линија сте. Разбира се. Вака сега. Значи, имаме градоначалничка. Со мене се слушаме или некој друг? Не, вие сте, продолжете. Бидејќи телевизорот ми е под тивко, како потврда не Одлично можам ве слушам. Одлично, идемо дале. Градоначалничка имаме, која со документации шеташе, физички беше присутна на места каде што хаос е у градежништвото и воопшто по општините. И што? Кој е бенефит од тоа? Жената изеде ќотек. Полицијата не ја заштити, државата не застана зад неа како бази официјално лице на државата, кое, па макар и како обичен граѓанин да шета, треба да биде заштитена како бела мечка. А овие дозволија да биде тепана, а покрај тоа па уште ја напаѓа тој министерот за внатрешни работи, тој со брадичката. Абе, бруки невидени, сакаш ни да нема градна експанзија. Земете малку од оној Зоран Божиновски Буре вестник да прочитате што праќа човекот. Све ќе ви стане јасно за едни двојца. Еден беше градоначалник, друг не знам што беше политички функционер во време на Љупчо Георгиевски, тој Флоровски и тој професорот што стана професор. Не е битно, нема време. Благодарам за учеството во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Не заборавајте, намалете го само тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Добар ден. Јас сум исто архитект, ја поздравувам мојата колечка пред малку што се јави. Нажалост, го делам незиното мислење. Во смисла на што? Во мојата голема градежна во мојата пракса како архитект, гледам дека има сериозни проблеми во градежната инспекција и во инвестицијата. Знаете зошто се гради денес? Многу просто. Најубав начин како да се исперат парите или да се каматите во банките се премногу мали, така да што инвеститориве кои немаат 5 банки во джеп и нити имаат знаење, нити имаат само врски и пријателства, и што се случува? Со пари на луѓето што ги купуваат становите и што взимаат кредити, тие градат објекти кои уопште не се компетентни ни да почнат да ги градат. Од една страна, инвеститорите се
многу сомнителни, од друга страна инспекцијата е многу проблематична. Земите, секој градоначалник мора да обезбеди 20-30% средства, од каде ќе ги обезбеди? Од комуналиите. И са што се случува? Една зграда, друга зграда, тој прво што прави, го менува дупот го крева што може повисоко. Вака се, најверојатно и за прв пат се вклучувате во црвена линија, особено ни е драго што ве имавме и сега ќе ве потсетам за да не бидете изненадени од каде тоа се исклучи наеднаш линијата. Правилото во црвена линија е 90 секунди за едно јавување. Така да што поскоро завртете го нашиот број повторно и секако секој еден од вас кој што сака да се натополни, да се доискаже, се додека трае црвена линија, можете да го сторите тоа. Ке ве посетам, пишувате и коментари, ако ви е така и полесно и не можете да се вклучите. Профилот на Facebook на Црвена линија, она што треба да се заследи, профилот на Телма телевизија секако и тука бидете активни. Споделувајте и секако еве од вас сакаме да слушаме како граѓани еве дали сметате дека доволно се почитуваат прописите, законите околу градежната експанзија, што подразбира особеност безбедност и за оние кои што работат на објектот, но и за оние кои што минуваат покрај објектот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Да. Точно е дека се граде bespravно, точно е дека криминалот владее највише таму. Сите прават згради, сите користат. Ако немат кјар, они нема да градат. Друго сакам да кажам, градоначалничката чека 4 години, за да може сега да излезе и да ме интересира тоа зашто не иде у Сарај, па не иде на друго место да види дека има дивоградби. Еве Бујар Османи кажува дека што слушаме на вести дека има дивоградба. Не само он, други пуно. Зашто не отиде тамо, туку отиде да се замере, тука се знам дека е политиката таа. Колку директори смени знаели, че нема број. Кажете ми, вие како граѓанин од каде што ни се увате, дали има многу градежни зафати и дали се добро обезбедени? Има некаде добро обезбедени, некаде нема заштитен. Нема многу, не е важно од кој град, важно е, сакам да ви кажам дека требаше на времето градоначалничката да го каже, а не сега, и то оди директно кај градоначалникот на Чаир. Ако си имаш, дојди покажи се. Значи, со тие изрази, со тие зборови, а научени сме ние од неја многу работи да слушаме. Дали има доволно инспекции во однос на градежните објекти? Па нека да има, зависи ако си работат. Аба видите, инспекторите од време. Така, благодарам за учеството и за одговорите. Денес Црвена линија има конкретни прашања, тоа е следново. Главната тема ни е градежната експанзија продолжува, тоа е факт, но дали според вас и покрај тоа што се гради се почитуваат прописите и законите? И секако дали во вашиот град сметате дека инспекциите доволно ја контролираат безбедноста на градилиштата? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Се слушаме, така? Да, се слушаме, повелете. Вака сега. Добро е што се гради. И треба да се гради. Меѓутоа, факт е дека не се гради по пропис и по закон. Има дел кој што се гради прописно, али тоа е помал дел отколку што е овој со недозволена града. И зошто е тоа така? Прв проблем, кој ќе идете во институциите да барате дозвола, има толку да ве измалтретираат со разноразни барања, а таму е јавна тајна дека владее тоа мито и корупција. Ако може, се вика, овој има пари да му земе нешто. Тоа е моје мислење. Не се случило, али слушам дека се зборува. А инаку, главниот проблем за да се реши ова е градежните инспекции. Ние немаме инспектори, во колку општини немаме инспектори? Поголемиот дел од општините немаат градежни инспектори. На запад ве молам, слушам, сум видел, знам, градежните инспекции се комплетни. Инспекторите се цел ден на терен. Има одредено подрачје, го поминува секој ден. И кој што гради има табла објавено и пишува на него кој гради. Прво ќе му ги провери документите, ако не му ги провери, се подлежа, му се стопира објектот и се проверува дури од кај му се парите. Сте видели ли кај нас некој објект што е дивоград дека е срушен? Не.
Благодарам за учеството и за споделеното. Секако и оние кои што ја следат Црвена линија испраќаат, се разбира, видеа. Па така и во Централното градско подречје, накусо ќе ви покажам, и од режија ќе побарам, се разбира, еден клип каде што може да се види како изгледа оваа зона, каде што се најверојатно требало ли да се гради, како и да е, еве како изгледа, па сами можете нели да утврдите. И ова е факт дека горе-долу е секојдневија, а особено инспирација за оваа тема беше и неодамнешниот случај, каде што 64 годишен велосипед беше итно пренесен на ургентниот центар поради тоа што му се случи пад на лим од градежен објект. Па сега ве прашуваме, факт е дека има експанзија на градење, на сите страни се гради низ територијата на целава наша земја, но дали според вас доволно се почитуваат прописите, законите, не само за безбедноста на оние кои што работат на објектот, особено и на оние кои што минуваат покрај објектот, а тоа се граѓаните. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. На вашето прашање да одговорам. Дали ме слушате? Да, внимателно, продолжи. Сега видите вака. Значи, припремните работи се тотално занемарувачки. Денес од Сабајлето опоменав еден инвеститор кој почна со припремни работи, каде што нема ни одобрување, нема ни тој точно дека има платено комунали, точно дека има изработено главен проект, сето тоа има поминато, меѓутоа тој го руши стариот објект без сообраќајно техничко решение, без употреба на знаци кои се неопходни на останатите учесници во сообраќајот. Значи, за тоа е виновна градежната инспекција. Значи, градежната инспекција тотално не постои во градов. Таа постои да дојдат, да седат во некој ресторан или некоја кафана, да побараат нешто. Верувајте, тоа е толку искорумпирано, тоа е толку лошо исконструирано, да јас се чудам, еве земите само тој пример за ограда на објектот со лимови. Лимовите се опасност, бидејќи лимовите ги од старите објекти кровната конструкција се става како заштитна ограда. Таа е многу опасно, затоа што мене ми се има случајно десетина коли оштети заради тоа што ненадеен ветер. Јас бев инженер каде што мојот инвеститор го огради објектот, иако 100 пати му има кажано дека проблем е оградувањето со такви лимови. Благодарам за споделеното и секако продолжете да не гледате и секако ако имате и потреба да се доискажете, додека траеме нашиот телефон отворен за сите. Надополнувајте се, пишувајте коментари, споделувајте секако видеа, се она што го регистрирате пред се како граѓани. Да слушнеме што ќе кажат останатите и сега кога ќе вклучиме гледача, потоа ќе видиме и што пиша оние кои што се активни на Facebook Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Да. Мора да се почитува законите. Бидејќи домакинска партија и влада е во што работи за граѓаните и за државата, во интерес на граѓаните. Само судството тоа е проблем. Судството да е испорва се што не се случува. Афери, криминали, корупција, незакони работени. Тоа судство со Филип ще треба се затвора се. Тие се штетници на државата. Ще душмани на Македонија на својот народ. Сега ќе види. Уште малку само да се промене независно судство да одговарате. А зварно е топлина. Топлина е. И на топлината исто треба ред да се даде. Тачно е. А исто имаше и за пожарите, сега сакам да кажа ред немаше никаков. Не се почитува законите. Имаше камери за откривање на саботежи, платеници за подпале. Целата Македонија е пале, планините се изгореални.
него ето. Искалеја ги камерите, како и оградата во собранието златната. Благодарам за учеството во Црвена линија. Ние ве префрламе, како што и најавив, малку на профилот на Црвена линија, се разбира, каде што пристигна и коментари. Продолжете, пишувајте, споделувајте, дали фотографии, видеа. Секако денес Црвена линија поставува темата за градежната експанзија која што продолжува. Факт е дека многу се гради, но дали се почитуваат прописите и законите. Па еве што напиша господја Цветанка Стојановска. Добар ден, малку надвор од темата, но сакам да споделам мое лично лошо и горко искуство за Прилеп. Не станува збор за безбедноста, но за почитување на прописите. Законот за градежништво и катастар. Имено изградена семејна куќа карабина со приземје плюс 2 спрата со уредна документација и платени комуналии 2012 година, одам да ја внесам во катастар. Ми рекоа ќе ја внесеме како куќа во изградба. Исто ја пријавив и во управата за јавни приходи и редовно плаќам данок. Пред неколку месеци одлучив да им ја препишам на моите ќерки и шок. Одам во катастар да видам имотен лист и ми велат куќата не е спроведена во катастарските книги. Се води како дива градба и ќе мора наново да се прави премер и елаборат во приватно биро за катастар. Таму да платам, но за да се спроведе во државниот катастар, ќе морам повторно да платам комуналии кога ќе го донесат законот за легализација. Ги чувам оригиналните уплатници и сета документација, но за нашите институции не важат. И секако секој ден од вас може да не заследи на Facebook, да земете активно учество во интерес на времето. Секако ќе се заблагодариме на господја Цветанка Стојановска и оние кои што сакате, се разбира, и да се доинформирате со она што го сподели, секако заследете на Facebook и прочитете го коментарот до крај. Да се навратиме на гледачите. Благодарам многу уште еднаш, господја Цветанка. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Јас сум скопјанка со години. Не можам собствениот град да си го препознам. Имам впечаток, ако излезете од купатило со бањарка, комшија ќе ве понуди кафе да пиете. До толку солитерите, овие десетокатници, високо се градат. Имам пријатели, како се уселија, мора да сменат се. Од струја, утикачи, купатило, чешми, клозетски шолји. Катастрофа. Значи, ова, прво, градот е уништен, нема провев, нема воздух, нема дрво, ќе излезете на улица. Ако ќе влезете во стан, не дај Боже, го преживеав земјотресот на 4-ти кат, цел живот живеам у зграда. На 4-ти кат се симнавме по скали доле. Не дај Боже да затресе, не знам што ќе се случи. Ваков прекрасен град, со вакво уништување, кој дозволува, зошто дозволува, не навлегувам, мада познато ми е што се случува, али точно комшија гледа у ваш стан. Што правите? Треба со спуштени ролетни да живеете. Благодарам многу, се извинувам, али сум револтирана од она што ни се случува. Жена во зрели години, немам допирни точки со архитектура, али гледам што се случува. Благодарам уште еднаш. Секако благодарам многу и вам. Секако нема причина да не се извинувате туку и понатаму и да продолжите и да не следите и да бидете активни на секоја една тема која што ќе ја постави Црвена линија. Пишувајте коментари, ве подсетувам, учествувате во денешната анкета. Еве прашањето кое што е во едној анкетно на Инстаграм, ќе го поставиме и до следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Поштовање, госпожа Тина. Еве вас ќе ве прашаме, дали во вашиот град, поточно во Ѓорче и во општината, инспекциите доволно ја контролираат безбедноста на градилиштата? Па хаос е, госпожата од Прилеп убаво кажа. И госпожата пред мене, хаос е во Скопје, ќе збориме за Скопје. Скопје предвидено да има од 400 до 450 илјади жители.
после ќе кукаат зони немале вода, ќе кукаат зони немале ова. Не се бавчите криви. Цевските се градени пред 50-60 години. Луѓе ако биле 4 члена, сега се 6-7 члена се женеле сова и плюс од страна од малите градови се доселени. Јас сум рекол, кој како ќе го побара детето во Скопје, ќе го побара. Хаос е во сите сегменти. Чарето да го најде. Јас рекол, веме за Скопје и за сите. Само еден мораториум, еден закон. Кој нема жителство последните 15 години? Без пардон, надвор од Скопје. Надвор од Скопје. И строга контрола кој како влегува во Скопје. Хаос уште долго години вака ќе се нервираме, ќе си отварате вие теми, ние ќе се избориме, баделци и јас сум меѓу нив, време да ни помени, а решење нема. Зашто така да биде? Скопје, чудо Скопје, после најтопол град ќе биде, па нема провер како, подруго шема, јас сум 65 години, знам, сум поминал Скопје, кога било топло, ама имало некој ветрен те дуваже. Сега ни ветер, ни свети ветер. Уште долго години така ќе биде. Све дека се овие трите партии на власт, уште така даве. Благодарам многу што редовно не следите и редовно сте активни, па еве така и во ова денешно издание. И јас секако ќе потсетам ниту еден од вас кој што секогаш имате функција во црвена линија како граѓани пред се. Кај нас еве, иако нели старите велат молчењето е злато, за црвена линија тоа не важи. Граѓаните секако и се добре дојдени, а верувајте ми, вашето говорење е злато и тие што треба слушаат. Иако може би имате впечаток дека не. Ајде да погледнеме уште едно видео, значи доволно еве и низ централното, ни воопшто низ главниот град, со оглед на тоа што имаме голема градежна експанзија, да забележиме голем број на активни градежни објекти, па еве што може да биде регистрирано и секако ова е градежен објект кој што барем од она што гледаме нема никаква заштита во однос на безбедноста. Иако еден од гледачите кој што предпоставувам беше архитект напомена дека и заштитата со лимови всушност е погрешна заштита, бидејќи при нели големо невреме и силни ветрови лимотите како може да се откорни да направи огромна штета. Живото загрозувачка. А тоа и се случи кога станува збор за неодамнешниот настан, а тоа е кога лимот градежен објект повреди 64 годишен граѓанин кој што покрај објектот поминувал со велосипед и секако човекот заврши на ургентно. Па сега ве прашуваме се почитуваат ли правила, прописи. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Сега ќе се представам као Мисе Тренерска од Богомил од подножјето на Капино и тоа ми е некогаш многу мерак. Ова јас го гласував два пати, ова е трет пат, ако ми го спамтите зборот и вратете ги ми тиите назад. Работам округот на Железара, од угорницата нагоре. Кога се враќам на од лева зградата гради зграда или кажам, еднаш, земете ги камерите, дојдете да видите. Удрена е девојка, баш ме занима тали да девојка, тали тоа дете е живо. Баш ме лично знае. Цел тротоар со шипки, простиот пат спомнав тоа. Кога си идам од работа, кој е тој работник да земал заставата, зелена, црвена, он ќе регулира собраќај, а се удрила плоча таму. Значи, вие не бевте заинтересирани, јас ви го кажав истиот ден. Ова е трет пат што го спомнувам ова. Значи, вие телевизијите не сте заинтересирани за некој случај. И сега ќе имате некој доказ. Сега ми правите снимки тука некој си. Вистината е таа, ова е трет пат за тој случај. Баш ме занима. Ако некој слуша ово од незина фамилија, мојот број го имате таму, нека ми се јави. Испана доктор од кола, јас сум доктор, вика, оставете ме. Што не се направи? Што се случи со девојката? Не знам. Значи, Елена и Лука ви спомнал дека пишуеше на оградата. Од кога идете Благодарам многу.
Вие редовно не следите и редовно сте активни на голем број теми кои што ги поставува Црвена линија. И знаете дека Црвена линија функционира на овој принцип. Тоа значи дека телефонската слушалка е можноста каде што јавноста ја добива информацијата преку вашите искуства, одговори, ставови, мислења и секако сите сте добре дојдени. Така да, она што сте го кажале во Црвена линија е кажано онака како што сте го кажале, така да и од првиот пат и третиот пат ја добива тежината во однос на тоа како функционира Црвена линија. Останете и продолжете да не гледате понатам. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас ке ве поздравам сите во телевизијата и сите гледачи што се јавуваат. Јас сум стара Скопјанка и што се однесува од ова урбанистичка експанзија во Скопје, не се согласувам ради тоа што Скопје е сеизмичко подручје. И сум присуствувала на кога се пушташе градски трговски центар на вештачки земјотрес да се испита издржливоста. Значи се што се градеше во тој период е градено асеизмички, а во овие градби сега кои што се нацрткани еден со друг, еден до друг. Значи не се сомневам во статиката, се сомневам во асеизмиката. Присуствував сега во Турција на земјотресот од 6,2 степени. Само каква асеизмика има, баш во хотелот бев кај што беше епицентарот. Хотелот беше само напукнат. Они имаат служби кои што одма реагираат да се напушти територијата на Турска. Дали ние во Скопје го имаме тоа? Го немаме. Дали се проверени асеизмички зградите кои што се градат на територија на Скопје? Јас се сомневам во сето тоа. Значи мора да се створи една стратегија со градежници, асеизмици, што све не знам. Благодарам многу за јавувањето и вклучувањето во Црвена линија и за она што го споделивте со гледачите. Ке подсетам, правилото е 90 секунди, додека траеме слободно, завртете го повторно нашиот број. Сега повторно и ќе ве префрлам на Facebook, бидејќи таму пристигаат голем број на коментари. Па еве ќе продолжиме со коментарот на господинот Тодор Тодоровски, кој што еве што напиша. Во Неготино е направен градски пазар без одобрение за градба и спротивно на урбанистички план. Буквално местото на кое што е граден пазарот во дуп на градот е впишан како отворен пазар, а тие изградија затворен пазар на истото земјиште. Цената на тој објект беше 500.000 евра, а според подетални на експерти не вреди ни 40.000 евра. Никаква презентација од страна на општината за проектот, никој не знаеше за проектот, никој не беше известен, туку така луп бум трес. Никаква инспекција нема, ништо, граѓаните се бунат уште од многу одамна, пазарџиите не се ни малку задоволни од изгледот на пазарот кој што треба да биде пуштен. Пазарот е дивоградба без никаква соодветна документација. Благодарам, Тодор, за учеството преку коментара. Ние ве подсетуваме дека зборуваме и за безбедноста на градежните објекти, каде што активно се врши градежна дејност. Дали според вас се почитуваат тие прописи, закони, дали се чувствувате безбедно, што забележувате? А секако кога зборуваме за безбедност, мислиме и на луѓето кои што работат на градежните објекти. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. На Црвена линија сте, повелете. Ја прво ќе кажам дека нашиот македонски народ на цела територија нема држава. Ама мафијата има држава, гради каде сака, гради како сака, подига за висина на зградите, не одговара никому и на крај ќе се прашаме зошто Скопје има поголема температура од Гевгелија, затоа што цело е во бетон, цело е во асфалт и нема, значи, ружата на ветровите е стопирана од сите страни и сакаме да живееме. Затоа ни се случува тоа што се случува во Скопје, но полека ово се случува во сите градови во државата. Значи, за ова ќе ги обвина прво тие што ги носат дуповите. Не се носи дуп за секои 3 години, 5 години да се менја. Дупо треба да биде како уста
кој ќе се донесе, нема мењање, нема поддавање, нема преправање, треба тој дух да биде со тежина. Значи, таму може да постои објект приземје, 3 спрата, открове, крај. Дали доволно и добро се обезбедени објектите? Ништо тоа не е, затоа што и се дозволи, значи момент, значи се дозволи да се доградува на објекти. Дали тој објект е способен да издржи дополнително оптеретување, значи затоа што он има своје оптеретување и сега додатно да се доградува на него. Вишини катастрофа е. Благодарам многу за учеството и вклучувањето во Црвена линија. Дали сметате дека доволно се обезбедени, заштитени градежните објекти кои што се активни, како и за оние кои што работат, така и за минувачите покрај нив? Добар ден. Ако сум јас. Да, вие сте, повелете. Ма каква заштита? Тоа е, ова све е нешто само така, како да кажам, шминка да речем, ајде, да не употребам полов збор да биде убаво. Ова е буквално све само шминка. Ништо не е како што треба да биде. Све се има прописи. Меѓутоа, за жал, кај нас инспекциите не функционираат. Како он ќе заштити кога лепи зграда до зграда? Кај ќе заштити? Значи нема простор. Вие кога градите нешто околу просторот, има прописи колку треба да има растојание. Не зборам само од зградата, него само колку да биде обградено кога се гради. Вие не можете да градите, да ставите тие лимовите на самиот тротоар. Значи тоа нешто е, не знам, вон памет. Меѓутоа, за жал, кај нас све тоа така се гради. Значи, јас сум родена и живеев кај Автомотосојузот. Како го направија капиштет, значи таму, знаете како е, кога да живеете во конзерва. Значи, никаков пролез. Значи, тоа таму беше една убавина. Откако се направи капиштет по земјата, тоа све се затвори. Сега да не зборам од противната страна, какви згради, па вие може да замислите од некој субстандардни куки, нека бидат индивидуални, не мора субстандардни, да направите толкава зграда. И не е само една, значи овде на улица Прашка во Тафталиџе е кинески џид. Вие тука живеете 60 години, некој дошол сега ви направил 15 катница, ви го затворил просторот и што? Значи ова само градоначалниците се напунија пари и само пошто ова е само профит, ништо друго, само. Благодарам многу за јавувањето и сега кој ве продолжуваме и понатаму, од вас сакаме да слушнеме дали доволно се почитуваат законите, прописите, особено околу обезбедувањето на објектот кој што во моментот има градежна дејност. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Во Црвена линија сме. Во Скопје. Во Скопје, јас сум родена во Скопје. Не сум била одамна, ама вчера бев на лекар. 5 месеца чекам на кардиологија. Не ме одбива, не ме прегледава. Дали градежните објекти кои што се активни се добро заштитени? Се чувствувате ли безбедни? Градежните објекти не се заштитени доволно ни една. Ни една. Не, едно до друго се... Ова не личи на ништо Скопје како град, како држава. Ова е како Чибрите, но на друго. Да дувне ветер, не дај Боже. Како во другите држави. Се пропадне. Ова срамота е што се работи. Не дај Боже. Дали има според вас доволно инспекцијеве? У ниска куќа, што се вика, со 4 соби, па живееше 90 години. А сега, без пари да ми дадат там, тако, ја не влегујам. Добро. А сега ова не личи на град. Благодарам. Нема никакво зеленило. Благодарам, навистина благодарам за учеството и споделеното со гледачите на Црвена линија. Дојде време да ги погледнеме рекламите, но не го менувате каналот. Ќе ги соопштиме по нив и резултатите од денешната Инстаграм анкета. Се уште е активна, па учествувате во неа.
Па да погледнеме какви одговори дадоа оние кои што не следат на Инстаграм, заследете Црвена линија и Телма телевизија, учествувате во утрешната анкета, а на ова денес на прашањето дали во вашиот град инспекциите доволно ја контролираат безбедноста на градилиштата, со да одговорија 0%, а со не одговорија 100%. Благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Сега утре повторно со сите вас, нов предизвик, нова тема. Не заборавајте, брзо, ефикасно и целосно се информирате со кликање на telma.com.mk и секако продолжете да не гледате, следува да се кажеме со Горан Петрески. Довидување до утре.